Почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани. Да, Венко, 1000 причини зошто, 1000 причини затоа за оставка. Додека бележиме двоцифрени бројки на починати лица, ти се забавуваш на социјалните мрежи. Джим Кери видео на ден во кој бележиме 21 починато лице е одлика на министер, желен за власт, желен за лајкови, заробен во својата суета, сееш ароганција и омаловажуваш. Залудно бришеш, очајот е трајно запишан. Рекордни близу 43% од тестираните се позитивни на COVID-19. До каде, до кога, Венко, ќе ги живееме твоите неуспеси? Покажи барем мала доза емпатија кон семејствата. Имаш ли медицинска етика во себе, која пред се представува наука за моралните вредности? Се уште ја третирате кризата како цел за политички поени. Ништо друго не ви е важно. Предложивме сет мерки за хронично болните, за здравствените и просветните работници, но нема слух за ова. Единствената причина е што овие предлог мерки доаѓаат од ВМРО ДПМН. Се повеќе прашања, се помалку одговори. Да бидеме искрени, имавте замисла донираните тестови да ги наплаќате, но поради реакциите ја променивте одлуката. Впрочем, како и секоја друга. Наративот дека сите се виновни, само вие не, дека во сите држави ситуацијата е иста како и тука, не ви поминува. По било која стапка на споредба сме најлоши. 19-то место во светот поради смртност, а убедливо први во регионот. Бележите порази, а столчето се уште ви е удобно. Почитувани представници од власта, јавното здравство го покажа своето значење во последнава епидемија. Системот е комплетно нефункционален. Сосема е нормално директорите да замолат за донации. Имате набавено само 12 амбулантни возила за овие 3 години власт. Нема крај на поразот и срамот кој го чувствуваме. Залудно ќе се оправдуваш дека профилот е хакиран, било поставено погрешка и или други слични алтернативи. Повторувам, се е залудно, очајот е трајно запишан. Ви благодарам.